Продолжуваме понатаму, таму каде што застанавме со денешниот втор ден во рамките на првиот македонски канабис форум. Ви кажав дека имаме 5 минути пауза. Нашиот keynote спикер за овој форум е токму Петар Матовски. Билка со задоволство го представува keynote спикерот на првиот македонски канабис форум Петар Матовски, како што го најавивме и на социјалната мрежа Facebook, македонски паталец, неправосилно осуден на 3 години затвор поради засадување на канабис во научни цели со цел изработка на магистерска теза. Дипломиран земјоделски инженер, 25 годишно искуство на тема коноп, магистрант на факултетот за земјоделски науки при Универзитетот Свети Кирил и Методи и жртва на погрешни политики, неправосилно осуден на 3 години затвор поради производство на канабис во научни цели. Се разбира, Петар Матовски, јас нема да должам, повели, придружи ми се. Те оставам со публиката, те оставам со оние кои што не следат официјално преку Facebook и разбија тремата слободно. Баш преку пренесување на се она што имаш да го пренесеш. Океј, благодарам. Уживајте, Петар, повели. Здраво и од мене. Благодарам за поканата и можноста како човек кој има 25 годишно искуство на тема коноп од секаква гледна точка, слободно умствена, научна, созреана, иновативна, омаловажувачка, угнетувачка и како дипломиран агроном и како иден магистар по втор пат на тема коноп, сакам да подискутирам за конопот како земјоделско растение и сакам да нагласам некои работи кои будат кај мене мотив за дискусија во однос на барањето за потполна легализација на конопот во Македонија. Се чувствува дека има малце трема, ама тоа е, прв пат ми е. И прво што сакам да нагласам е да го пофалам постоечкиот закон за опојни дроги и психотропни супстанции. И можам слободно да кажам дека постои основа за да почнеме да преговараме, а тоа е, основата е тоа што тие користат македонски збор коноп. Не го користат латинскиот збор канабис. Зошто е добро да го користиме македонскиот збор коноп, а не канабис? Сакам да кажам од 2-3 збора околу тоа. Прво, македонски е коноп. Второ, подобро ќе не разберат сите што разговараме со нив. Еден пример само сакам да кажам. Пример, доколку разговараме со некого и му објаснуваме за афионот или макот и цело време разговараме со нив на латински, Papaver somniferum, никој нике не разбере, нике знае дали му кажуваме за добро или за лошо. Друго што сакам да кажам, треба и психолошки малку да действуваме. Полесно ќе помине легализацијата во ушите и мозокот на повозрастните лица, лицата кои имаат своји анекдоти и филозофски проблеми во однос на ова благородно растение. А за жал тие истите се гласачката машина за некој да биде на власт, а ние преговараме и од петни жили се трудиме да ја убедиме власта, затоа што гласачката машина 50 и кусур години слушала марихуана, канабис и се навикнати на овие зборови. Како нешто лошо, прохибициско, задоени во заблуда. А ако им кажеме и разговараме со нив на македонски, коноп, тие одма ќе кажат, да, тоа се сеело пред 50 години и не е ништо лошо во тоа, сме правеле кошници, сме правеле јажиња, го правевме тоа и како мали деца. Дури и во Македонија имаме такви села
со македонски збор. Конопница во Паланечко, конопиште во Кавадарци. Значи, полесно ќе биде до легализацијата. Тоа е испробано со мајка ми. Значи, пред 20 години, кога го променав овакво речникот од марихуана во канабис, па во коноп, имам повеќе поддршка на оваа тема од мајка ми. Затоа што ми кажуваше како жнееле, како одгледувале, како и јас не сум бил роден, таа знаела за конопот. И така се позитивно ми кажуваше. Така и со постарите лица, ќе има повеќе позитивни коментари и поголема поддршка за власта. Затоа да зборуваме македонски, властите ќе имаат поголема поддршка за гласање, а ние полесно до нашата цел, општата легализација. Друго што сакам да нагласам и да се бориме за тоа е легализацијата да се однесува на сите сорти на коноп без ограничување во содржината на ТХЦ канабиноидите. Зошто жителите на руралните населени места да имаат ограничување во изборот на сорти? Што повеќе ТХЦ канабиноиди во конопот, значи подобро влакно за текстилната индустрија, добивање поквалитетна и потенка хартија, поголема енергетска моќ ако се користи во индустријата за гориво и како енерген за затоплување на домовите. Значи, што поголем процент ТХЦ канабиноиди во конопот, тоа поквалитетна и повеќе ценета суровина. Повеќе и поквалитетно млеко кај стоките, погласно појника на ринци, поблескави пердуви кај птиците и слично. Да не спомнувам заштита на животната средина. Не постои коноп растение кое нема или има контролирана содржина на ТХЦ канабиноиди, доколку не е генетски модифицирано. Знаеме што е ГМО. Друга несакана ситуација со ограничувањето на количината на ТХЦ канабиноидите може да биде природното вкрстено опрашување помеѓу различните сорти, кога и двете сорти на коноп се одгледуваат на отворено. Има обиди за на отворено одгледување и јас лично препорачувам одгледување на отворено. Бидејќи одгледувањето на отворено е подобро, полесно и имаме природно созревање на билката. Подолго и поквалитетно влакно, повкусна и поздрава суровина, семе, лисна маса, за приготвување и конзумирање на секаков начин. Дополнително имаме и поголем принос, а помалку трошоци. При одгледувањето на отворен простор, и двете страни, одгледувачите на коноп, ќе имаат несакани последици. Одгледувачите на индустријски коноп судир со законот, зашто тие не посеале тоа што Државниот инспекторат за земјоделство и полицијата ќе одреди, иако ти сам си ги повикал, иако тие треба само да извршат увид. Сега за сега важно име нив лакмусовата хартија дека се обоила и покажала дека има содржина на ТХЦ. А документите кажуваат друго. Додека производителите на коноп за медицинска употреба ќе имаат намалување на содржината на ТХЦ канабиноиди и обезвреднување на самата култура. Ако веќе мораме да класифицираме, поради не знам кои причини, освен да се одуговлекува, да класифицираме индустријски, медицински, див коноп, а бидејќи секоја земја за себе донесува одлука колку проценти ТХЦ канабиноиди ќе одреди за класификација, а при тоа
да не заврши некој во затвор ради државна грешка. Независно од ДЕУ и другите земји, јас препорачувам и сум за целосна легализација без ограничување, но веќе ако мораме, препорачувам да биде тоа минимум 0,5% најмалку. Се разбира, тоа ќе биде и со правилници. Правилниците секако треба да ги коментираме, секако треба да ги усогласуваме, затоа што тие не се правилници за одгледување на коноп. Замислете, 1 милион евра како гаранција за да отвориш овакво бизнис со коноп, да ја заградиш цела нива со ограда и подвижен кров да ставиш, да изградиш дворец. Значи, што е многу, многу е. Ако тоа се дозволи, тоа значи дека пак на тие што имаат, пак им дозволуваме да имаат, а на тие што немаат, не им дозволуваме да имаат. Ако ми ја крадат реколтата, јас како бизнисмен ќе се справам со тоа, ќе си ставам ограда, нема потреба некој да ме ограничува мене со ставање на ограда. Ќе се заштитам на мој начин, како и секој бизнис што се заштитува во секој бизнис има крадци, во секој бизнис има криминалци. Тука би дал еден пример за корекција на правилниците. Пример зошто да не биде гаранцијата за да отвориш собствен бизнис со коноп според одреден капацитет, пример 1 милион евра, да бидат вложени во руралните населени места, каде што е местото на производство. Инвеститорот да изгради училишта, да направи инфраструктура, да направи домови за сите заинтересирани кои сакаат да мигрираат град, рурално населено место и да живеат и работат во таа средина. Подобра искористеност на гаранцијата од овој пример не верувам дека ќе има, а за тоа на инвеститорот за возврат треба да му дадеме повластувања, да се ослободи од некои даноци и слично. А за помали капацитети да не важи, да нема гаранција, а со тоа ќе нема ни повластувања. Па кој знае да работи, нека работи, само треба да го насочуваме, да го контролираме, дали плаќа даноци, дали не плаќа и толку како секоја работа. Најпосле, ако имаме најквалитетни суровини и производи, кај нас ќе доаѓаат туристите, немаме потреба да извезуваме суровини, како со пиперките, например, додека разбравме дека подобро е да се направи собствен бренд, некој друг ни го зема брендот со наша мака и суровини. Значи, треба покрај конопот, како суровина за извоз, да се насочиме кон развивање на собствени капацитети на производство и собствени финални производи. Зошто на други места доаѓаат туристите да вкусат одреден бренд со наша суровина, кога се имаме тука? Главна цел на сите држави е ревитализација на домашното земјоделство, ревитализација на руралните населени места, родова равноправност, заштита на животната средина. И јас ве уверувам дека конопот е единствено земјоделско растение кој има компаративна вредност и предност со што целта може да се исполни на многу лесен начин. Само треба желба. Кај нас овој сектор е заборавен, до вчера беше забранет, а сега е ограничен во Македонија.
А бидејќи сите знаеме се најдобро за конопот, треба едноставно да го одзаборавиме. Да го ослободиме конопот и тој слободно да си расте со наши насоки, бидејќи и така слободно расте дивиот коноп, Cannabis ruderalis. Кога сме кај дивиот коноп, да ви кажам една многу интересна и поучна ситуација која што ми се случи за растенијето кое не обкружува и не моли да го истражуваме. Пред неколку години еден мој пријател од Шпанија донесе еден негов пријател од Израел во Македонија во потрага на семе од див македонски коноп. Организиравме посета на одредени делови во Македонија, зедовме примероци од дивиот коноп и израелецот семето си го однесе во Израел. А зошто си го однесе во Израел? За преку неговиот научен институт да направат вкрстување со нашиот семенски материјал див коноп, кој што има најмногу CBD канабиноиди, дури има канабиноиди кои се непознати за другите видови во целиот свет на коноп. И сега последно време тој ќе ни ги продава нас семенскиот материјал или ќе си го задржи за себе како еден од најквалитетните конопи. А ние што правиме? Ај што дискутираме, но и се убедуваме за нешто што не треба да се убедуваме. Него треба со сите сили да почнеме да истражуваме. Македонија има најдобри предуслови за одледување и производство на коноп на отворен простор. Националното знаме ни е сонце, што значи најмногу сончеви денови. Релативно добри водни ресурси, што повторно значи најдобар цвет, најквалитетно семе, најквалитетно влакно. Сепак недостасуваат некои предуслови за да дојде до експанзија на оваа култура, како и во сите земјоделски сектори. Тоа се технологијата, мал принос, жнеењето, советодавна помош, недостаток на советодавна помош, недостаток на собствен семенски материјал. А со вистинско законско решение ќе дојдеме до посакуваниот ефект. Тоа е македонската економија ќе генерира приходи кои ќе придонесат за поквалитетен живот на населението. А најмногу што ме радува, ќе допринеси и ќе ја поттикне миграцијата град, рурални населени места. Нема се задржувам на ботаничките карактеристики на ова растение. Времето е толку колку што е. Впрочем, ова е само почеток на една добра приказна за сите, па и за мене. Истите други информации за конопот, од почва до трпеза, ќе можете да ги прочитате во мојата научна книга, која е напишана од моето 25 годишно искуство на оваа тема, во соработка со фарми за коноп надвор од земјата, во соработка со врвни професори надвор од земјата, во соработка и разговор со компании надвор од земјата, со практично лично искуство надвор од земјата, но и во Македонија. Во моментов истата се лекторира, навремено ќе бидете известени кога таа ќе излезе. Зошто е број 1 ова земјоделско растение? Од повеќе аспекти. Според агроекономската карактеристика на ова растение, таа е отпорна на болести. И покрај тоа што има регистрирано голем број на болести, нема
забележено големи епидемии на болестите. Хербициди генерално не се потребни за конопроизводството, добра меѓукултура, заштита од плевели, природна заштита од болести и штетници, го збогатува составот на почвата, создава хумус и ги чисти пестицидите од почвата. Во Македонија не постојат програми за производство на коноп, како и организирано советодавни служби, кои се подготвени од релевантни институции. Овие проблеми и недостатоци ќе се решат со истражување во одгледувањето, во генетиката, со изготвување регулатива за начинот на производство. Всушност, конопот е земјоделско растение и за да дојде на трпеза, преработка или за конзумирање, треба некој да го одгледа. А за одгледување и решавање на проблемите при одгледување на одредено растение, најкомпетентен е Факултетот за земјоделски науки и храна. Што значи, од тука и основната потреба. А и апелирам, Факултетот за земјоделски науки и храна, независно од какви причини досега, да не седи настрана, незаинтересирано, па што власта одлучи, тоа ќе прави. Напротив, тие треба власта да ја насочуваат и коригираат во однос на сите одлуки за ова растение, а не индивидуално. Еден професор и јас да имаме вистински став околу сите прашања за ова растение. Факултетот за земјоделски науки и храна да застане колективно и цврсто за ова благородно растение, да ги охрабрува своите студенти во истражувањата на тема коноп, да поднесе отворено барање и иницијатива за отварање на посебен институт и катедра за алтернативни растенија, за да може ова земјоделско благородно растение да стане тоа што треба, символ и грб на Македонија. Вистинското раководење со овој сектор би достигнала пазарна вредност од 300 милиони евра, бидејќи конопот секаде се употребува. Каде и да замислите се употребува. Земјоделство, автомобилизам, авиособраќај, материјали за градба, храна, исхрана, пијалоци, мебел, хартија, лична нега, рециклирање, текстил. Во однос на животната средина, исто многу важен сегмент за мене, коноп влакната не содржа штетни хемикалии. Конопот создава хумус. Конопот е едногодишно растение кое што расте за 3-3,5 месеци и го врзува јаглеродот најмногу од сите растенија. Во растечкиот период конопот врзува 78-75 килограми јагренот диоксид. Кога ќе излезе како готов производ, влакната се уште задржува јагренот диоксид околу 38 килограми. Во однос на исхраната кај домашните животни, исто и како и кај луѓето. И на животните му се потребни есенцијални масни киселини, витамини, минерали, антиоксиданси. И не постои подобар извор на сите овие хранливи материи од исхраната со коноп. Конопот е исклучително корисен за исхраната на коњите. Конопот е алтернатива за сламата и се користи како додаток во исхраната. Кравите кои конзумираат коноп даваат и до 4 литри повеќе млеко. Птиците кои конзумираат коноп погласно и поубаво пеат, поубави пердуви имаат. И се тоа така, можеме да набројуваме колку сакаме, затоа што нема лош сегмент во конопот. Не можеме ништо лошо да кажеме. Затоа да дадам еден мој заклучок. Чекаат и други гласноговорници и експерти. А од досегашниот мој заклучок е следно. Представниците на законот се виновни бидејќи се загрижени за начинот, регулативата на одгледување
и сите други нелогичности поврзани со заборовениот коноп. Тука исто би додал и незаинтересираноста на носителите, основата за развој на коноп производството, Факултетот за земјоделски науки и храна, кој не допринесува како што доликува на една врвна научна институција. Препораките мои се: не се трудите се да забраните, оставете го пазарот за коноп слободен, без ограничување, да се работи според нормални правилници за начин на одледување и пласман на производи со еднакви можности за сите. Благодарам од мене. Останете со љубов и со почит кон ова благородно растение коноп. Искрено, многу ти благодариме, Петар, за твоето излагање како првиот keynote speaker кој го имавме на првиот Македонски канабис форум. Се надевам дека се она што пренесе, дека ќе допре таму каде што треба и апелите кои ти ги пренесе, навистина ќе вродат со плод кој што ни треба на сите, и во буквална смисла како плод, Така. и во преносна смисла низ сите и регулативи законски, но и во делот на бизнисот и се она што успеавме да покриеме. И токму твоето излагање е она што ни беше потребно како вовед во последниот панел, а кој се однесува на човековите права. Ти благодарам многу. Благодарам и на вас. И издржи. Ќе издржи. Да, значи, мислам лева камера, така? Да, на оваа камера. Останете со нас за отприлика 7 до 8 минути, се вклучуваме повторно во живо преку профилот на Билка. Зборуваме за човековите права, поврзани со она што ни е тематика на првиот Македонски канабис форум, заедно со Наташа Бошковска, со Јасмина Голубовска, Натали Петровска, Игор Јадровски и Бојан Петровски. Останете, се вклучуваме за брзо.